Навивачката група Комити излезе на протестен марш за претепаниот Саздовски, кој подоцна им подлегна на повредите. Протестниот марш започна од скопската населба Автокоманда, каде што беше претепан Саздовски. Ниту еден член на комитите не сакаше да даде изјава за медиумите. На протестот присутни беа и од Сдруженијето Христијанско братство, кои побараа правдата да биде задоволена и рекоа дека не се политички определени. Нашата камера ги забележа и Тодор Петров, Стефан Влахов Мицов и Јанко Бачев, кој даде изјава за нашата телевизија. Бачев рече дека ова се случува поради лошата политика на новата влада и рече дека не земале руски пари за да прават немири. Свото можеме да кажеме дека е само повод што се случи пред некој ден. Вистинските причини мора да ги бараме на друго место, треба да ги бараме во погубната политика што ја води Американската амбасада во Скопје, бидејќи веќе гледаме створена ситуација во која што им дозволува толку ги осили албанските хулигански групи во Скопје што веќе не фермат ни устав, ни закон. Сега од друга страна знаеме американците ги користат албанците во својата таа погубна политика за Балканот и за регионот, меѓутоа од друга страна им дадоа една потполна слобода да убиваат, да тепаат, така да тука сме всушност и да порачаме дека веќе никој не сме да го тепа македонскиот народ. Уште повеќе што иронично е што гледате албанците секој ден бараат некои нови барања, а тие гледаме веќе дека се барања што не одговараат и на нивното цивилизацијско ниво. Демонстрантите во колона под силно полициско обезбедување се упатија кон основното јавно обвинителство, каде запалија свети, а едно свештено лице одржа краток говор пред присутните. Сме дојдени да помолиме и за правдата од овој свет. Оние што го направија овој гнусен чин, убиството на нашиот брат Никола, да бидат одговорни пред државата и пред законите на државата. Да бидат одговорни за повеќе вакви работи да не ни се случуваат по македонските улици. Да има мир, да има разбирање, да има слога, да има радост и младите да имат вистински живот. Господ во мир нека упокои душата на нашиот брат Никола. Демонстрантите беа сопрени на половина на мостот и не стигнаа до зградата на обвинителството. По краткиот говор, демонстрантите се упатија кон Министерството за внатрешни работи да го завршат маршот и да побараат од полицијата да го расветли случајот. Припадници на специјалните сили беа распоредени низ целиот град, а голем дел од улиците од Автокоманда до Центар беа блокирани.